За жал во нашата институција, мислам минатата година дека беше 22 годишно девојче. Тони Чифлигаровски, лекар радиолог во општата болница во Охрид, вели дека бројот на ново заболени жени од рак на дојка во земјата е се поголем. Загрижувачки е фактот што се намалува и старосната граница. Со цел на времена превенција, и Охридската болница е дел од програмата на Министерството за здравство за бесплатни скрининг прегледи за жени од 40 до 69 години. На годишно ниво треба да извршат околу 1000 прегледи. При секој преглед ние гледаме да ги анимираме жените во однос на и да укажеме на важноста од превентивниот преглед и на навремениот преглед. Бидејќи навреме откриената болест, значи сосем одговорно можам да кажам дека е 100% излечива. Во текот на една година заболуваат околу 800 жени, односно 1 од 8 жени заболува од карцином на дојка, која е најзастапена малигна болест кај женската популација. Бројот на смртни случаи во просек е 400. Како една сугестија на одговорните во Министерството за здравство, да ги анимира жените и да го олеснат пристапот за скрининг. Не сме далеку и од идејата за мобилен скрининг, што беше карактеристично во едни минати години. Податоците од едно неодамнешно истражување на Организацијата на жени од општина Свети Николе е загрижувачко. Не најдов како истражувачка ни една жена да биде запознаена со оваа програма дека може онлайн да аплицира самата или преку матичен доктор, да може да се јави на програма за бесплатен скрининг на рак на дојка. Тие се обидуваат на разни начини да им помогнат на жените кои веќе се соочуваат со оваа болест. За нив обезбедуваат и бесплатни переки. Се обраќаат кај нас, бидејќи самиот процес на хемотерапија значи и губење на косата. Исто така, заедно со переки даваме и по 2 турбани за секоја жена. Се организираат и разни други активности, но индивидуални посети кај заболените од рак на дојка. Значи, покрај едукативните работилници со докторка и психолог, понекогаш имаме едукативни работилници со психотерапевт, со физиотерапевт или пак со професор по физичко образование и едукација, каде што изведуваат различни вежби на отворено или пак во сали. Секоја година во месец октомври се организира и така наречена розова прошетка низ градот со цел подигнување на свеста за оваа болест. Оваа тема добива и политичка конотација. Партијата Левица обвинува дека нефункционалното здравство го зголемува бројот на заболени од рак на дојка. Политичките елити кои секоја година одбележуваат розов октомври велат се дел од проблемот кој не создава функционално јавно здравство преку кое жените би можеле навремено да го детектираат и третираат канцерот на дојка. За Гласот на Америка, Мики Трајковски.